Добар ден. Срдечно ве поздравувам во денешното издание на Автомагазин. Минатата седмица немаше спектакуларни новости што се однесува до модели на возила, но имаше доста занимливости. Една од најшокантните е што новата генерација на Mercedes CLA, што ќе биде представена идната година, ќе има 1,5 литрен турбо бензинец од Кина. Од Кина доаѓа и новиот Xiaomi SU7 Ultra, кој има повеќе од 1500 коњи и таму чини 109.000 евра. Од европската сцена ја издвојуваме новата стратегија на Dacia, а Jaguar прекина да се продава во Велика Британија, додека Abarth 600e конечно ги објави своите потенцијали и да настап на пазарот. Xiaomi гази се пред себе. Веднаш откако се пофали дека 4 месеци поред продаваат повеќе отколку што очекувале заради што производствените капацитети им се пребукирани, ја представи најмоќната верзија на својата засега единствена лимузина, моделот SU7. А таа со целата почит ја заслужува ознаката Ултра, која ја обезбедуваа 3 електромотори, 2 напред и 1 назад, со вкупно 1548 конјски сили. Тие ја забрзуваат лимузината со 4 врати до 100 на час за точно 1,98 секунди, додека максималната брзина е проектирана на 350 км на час. За безпроблематично напојување со струја се грижат батериите со работен напон од 900 волти, кои до 80% од капацитетот се полнат за само 11 минути. Своите потенцијали овој модел ги докажа на Нирбургринг, каде северниот круг долг 20,8 км го помина за 6 минути и 47 секунди, што е за дури 21 секунда побрзо од Porsche Taycan Turbo GT. Затоа и не чуди што Xiaomi за првите 10 минути собра 3680 нарачки за оваа спортска лимузина, која во Кина чини 105.000 евра. По се изгледа Мекларен веќе има нов собственик. Само 8 месеци откако Државниот фонд на Кралството Бахреин ја презеде компанијата, се известува дека е потпишан необврзувачки договор таа да премине под контрола на една инвестициска група од Абу Даби. Случајно или не, станува збор за истите шеици кои пред околу година го презедоа автомобилскиот бизнис на Гордон Мари и пред некое време изразија намера со својот капитал да влезат во надежниот кинески производител на електрични возила NIO. Од самото тоа станува јасно дека се работи за комплексен финансиски маневар за да се обезбедат повеќе средства за развој и изголемување на приходите на Мекларен, кој финансиски работи далеку под своите потенцијали. Иако кружат некои приказни, никакви детали за трансакцијата не се обелоденети. Колку и да е тешко да се замисли, вистина е. Jaguar престана да ги продава своите автомобили во Велика Британија. Од ова дојде како резултат на расчекорот меѓу преамбициозните планови за електрификација и опаѓање на интересот на купувачите, така што единствено што сега може да се направи е чекор назад за утре со свеж старт да се тргне 2 чекора напред.
Имено, стратегијата за развој представена пред 4 години предвидуваше Јагуар да стане целосно електрична марка од идната 2025 година. Но новите модели, чија платформа се развива со помош на кинескиот чери, се уште не се подготвени за лансирање и единствено што преостана е да се запре со производството и продажбата на се, на бензинските модели заради трансформацијата на погоните и на електричниот I-Pace, бидејќи доста слабо му одеше. Според податоците за работење, Јагуар лани на глобално ниво има пласирано 64.000 возила, што е скоро 3 пати помалку од 2018-та. Да подсетиме, тогаш Јагуар стана првиот производител кој лансираше електричен кросовер во Европа. Кога се представува модел со ознаката ERS во Шкода, секогаш е мал празник. За оваа прилика Кодиак доби специјални браници и хоризонтална светлосна лента долж предната решетка, како и црни детали на телото што го нагласуваат динамичниот изглед. Стандардната опрема вклучува меѓу другото Matrix LED, прогресивно управување, DCC плюс адаптибилна суспензија и Canton звучен систем. Постојат два дизајни за избор за интериер. За да се оправда наставката ERS, додадени се дополнителни 20 коњски сили. Сега дволитрениот бензински мотор испорачува 265 коњски сили и максимален вртежен момент од 400 Нм. Покрај погонот на сите тркала, Kodiaq RS забрзува од 0 до 100 км/ч за 6,3 секунди и достигнува максимална брзина од 231 км/ч. Во соопштението со помали букви е додадено да Шкода исто така ја проширува гамата на мотори за линиите на опрема Selection и Sportline со дволитрен TSI од 204 коњски сили. Цените и датумите на лансирање на Kodiaq RS се уште се непознати. Самоуверено и тивко Nissan произведе повеќе од 1,5 милиони возила со e-Power технологија. Станува збор за единствено решение во кое бензинскиот мотор со помал работен волумен ги полни литиум-ионските батерии со струја за напојување на електромоторите кои го задвижуваат возилото. Според податоците на Nissan, ваквите возила се пласирани на 68 светски пазари. Најпрво во Јапонија, каде стартуваа во 2016-та со моделот Note, за понудата доста бргу да се прошири и на други модели, вклучително и перформансните верзии на Kicks и X-Trail и моноволуменецот Serena. Дотолку што ланската 2023 година тие сочинуваа 43% од продажбата на марката на домашниот пазар, каде вкупно се пласирани 1,2 милиони вакви возила. И Power технологијата во Кина стана достапна во 2021-та, наредната година и во Европа, додека американците и канаѓаните ќе чекаат на неа уште најмалку година и пол. Потик за нејзино воведување беа интерните истражувања на компанијата, кои покажаа дека европските возачи повеќе од 70% од времето за управувачот ги поминуваат на градските и приградски патишта. За да одговори на овој тренд, Nissan го разви системот кој оптимално ги комбинира еколошката свест и практичноста на возењето, нелимитирано со инфраструктура за полнење на батериите. Европа, за да ги заштити своите производители на возила, воведе дополнителни давачки за увоз на возилата од Кина. Голем број членки на Европската Унија се спротиставија на оваа одлука, но политичарите останаа на својот став. Ова може да биде почеток на нова економска војна, која само ќе ги продлабочи проблемите на сите купувачи.
Царините за кинеските електрични возила станаа официјални. После повеќе од една година, Европската комисија ја заврши истрагата за помошта што кинеските власти им ја даваат на тамошните производители. Се испитуваа сите фактори од кои зависат трошоците за производство, од вредноста на земјиштето на кое се изградени фабриките преку набавката на литиум од државните предпријатија по цена пониска од пазарната, до даночни олеснувања и финансирање на каматите за банкарските кредити. Според заклучоците, пресметано е дека за да се анулира неправдано стекнатата предност на кинеските производители кои добиле субвенции, треба да им се наплатуваат уште 35,3% давачки, додадени на редовните 10% царина за сите увезени возила од Кина. Оние производители пак кои имаат соработувано со истражителите при утврдувањето на фактите, вклучително Volkswagen, Mercedes и BMW, ќе бидат царинети со плюс 20,7%. Европската комисија наведува уште дека BYD ќе плаќа 17% компензаторни давачки, Geely заедно со Polestar и Volvo 18,8%, SAIC, под чија капа делува MG, максимални 35,3%, а Тесла само 7,8%. Одлуката е со важност од 5 години, а провизорните царини, воведени во јули, за кои се бараше само банкарска гаранција, нема да бидат наплатени. Паралелно, Европската Унија и Кина ќе продолжат да работат на изнаоѓање алтернативни решенија кои би биле ефективни во прашањето на проблемите што ги откри истрагата. Исто така, оставена и можност за преговарање ценовни обврски со поединечни кинески извозници кои што дозволуваат правилата на Светската трговска организација. Во процесот на воведување на царините, Германија беше остро против, Франција и Италија за, додека Шпанија беше воздржана. Проценките велат дека напливот по ефтини кинески електрични возила во Европа директно загрозува 2,5 милиони работни места во автомобилската индустрија и 4 пати повеќе во секторите кои зависат од тоа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот Макан. Една нова енергија. Реагираат сите сетила. Моќта те обзема. Тој е смел, динамичен и целосно електричен. Новиот Porsche Macan. Porsche Македонија. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Сега се селиме во Италија, земја во која автомобилот има посебно место на пиедесталот и во душите на тамошните жители. Абарт врз база на Fiat 600e ја лансира својата интерпретација на овој модел во две изведби. Но вистинската вест доаѓа од Маранело, престолнината на италијанската автомобилска гордост Ферари.
За протегнатото конче не треба многу најави, но податокот дека од воопшто произведените автомобили со беџот на Ферари од основањето на компанијата, што изнесува малку повеќе од 300.000 возила, дури 90% се во возна состојба и уште им служат на гордите сопственици. When the first Ferrari left the gates of Maranello in 1947, it was more than a new car. Италијанците велат дека Ферари не може да се вози бавно, бидејќи моторот ќе му се расипе. Другите пак велат дека италијанците повеќе ги сакаат автомобилите отколку сопругите. Без разлика дали се во право, од Ферари се пофалија дека 90% од сите нивни автомобили произведени било кога во историјата на марката се во возна состојба. Тоа значи дека ги има околу 300.000. Најмногу заслужни за бројката која е за неверување се самите нивни сопственици кои совесно се однесуваат со своите лимени миленичиња. Сериозна почит треба да им се одаде и на клубовите на љубителите на марката, кои за своите членови организирано набавуваат резервни делови за одржување на возилата, со што се штитат од разни измами во однос на нивниот квалитет. А тоа го гарантира и самиот Ферари, кој за разлика од сите други со децении произведува резервни делови за своите автомобили без разлика во колкави серии се продадени. За оние на кои ни ова не им е доволно, на располагање им стојат неколку различни програми понудени од фабриката, со кои производителот нуди дури и неограничена гаранција и обезбедување сервисна поддршка за своите возила. Посебно важно е што една од програмите вклучува и фабричко репарирање на старите автомобили, практично во состојба каква што би биле кога се симнале од монтажните ленти во Маранело. Ако пак некој тоа го посака, ќе бидат дополнително подобрени и осовремени. Заради сето ова не треба да чуди што некои легендарни класици на Ферари на аукциите достигнуваат суми и по неколку десетици милиони долари. Дојде време за лансирање на електричната шкорпија на Абарт базирана на Fiat 600, која беше представена на почетокот на годинава. Но тогаш италијанците останаа должни за техничките податоци. Кажаа само дека ќе има 240 конски сили. Затоа сега попријатно звучи изненадувањето дека Абарт 600 ќе биде лансиран во две верзии, најавената со ознаката Туризмо и полутата Скорпионисима, која располага со 280 коњи. Идентични однадвор од цивилниот Fiat 600 се разликуваат по агресивниот изглед. Браниците, кои се помасивни заради што порасна и должината на целиот автомобил, имаат големи отвори за воздух кои главно се само од декоративна природа. Спортскиот карактер го нагласуваат дифузорот и спойлерот назад, направени од материјал налик на јагленородни влакна. Од техничките зафати зголемени се трагите на тркалата, кои се од 20 инчи и монтирани се покрути стабилизатори. Опремен е со механички диференцијал со ограничено продизгување, а сопирачките се засилени со поголеми дискови и 4 клипни клешти напред. Внатрешноста е облагородена со комбинација на кожа и алкантара. Седиштата се изразито спортски, а управувачот подебел и со истакнатата ознака за нулта позиција. Опремата, меѓу другото, вклучува и аудио систем кој преку звучниците имитира звук на мотор со внатрешно согорување. За погон е задолжен еден електромотор сместен напред кај посилната верзија и ќе ја катапултира до 100 км/ч за 5,85 секунди. Максималната брзина е ограничена на 200, а капацитетот на батериите е доволен за автономија од само 334 км. За нивно поефикасно користење, Абарт 600 е опремен со 3 режими на возење кои нудат различни излезни мокности на погонскиот мотор. Цените во Италија се поставени на 43, односно 49.000 евра.
Верувале или не, Dacia стана еден од најважните делови на групацијата Renault. Високата продажба на интелигентно скроените модели ја натераа целата групација да ги прекрои своите планови и да даде нова улога на романската поддружница. Од светот на големите тркала го издвојуваме јубилеот што го прослави DAF, 75 години постоење. Откако стана јасно дека Dacia може да прави добар профит, Renault ги смени стратешките планови за незината иднина, која со Bigster веќе започнува да се реализира. Неговото појавување како прв модел на марката од C-сегментот неминовно отвори дискусија кои би биле наредните, а одговорот се наметнува сам од себе во облик на неговата купе изведба како наследник на сегашниот Megane Conquest, односно Arcana. Овој активен кросовер, кој одлично е прифатен од купувачите, моментално се произведува во Јужна Кореја и е поставен на другата верзија на истата платформа како и Bigster и транзицијата нема да биде проблем. Плюс на тоа, Renault во Русија ја произведуваше тамошната верзија на Arcana на старата платформа на Duster, така што од спојувањето на искуствата може да произлезе само нешто позитивно. Преселувањето на овој модел од семејството на Dacia ќе биде оправдано со задржувањето на неговата цена на поприфатливо ниво за купувачите во овој европски субсегмент кој станува се повеќе популарен. Друг аспект на растот на Dacia треба да обезбеди Sandero, кој моментално е најдобро продаван автомобил во Европа, заради што неговата иднина треба добро да се испланира. Според зборовите на првите луѓе на романскиот производител за неговата напредна генерација, треба да се одлучи дали ќе биде бензинска или електрична. И за двете опции има силни аргументи, но не и многу време да се анализираат, бидејќи новиот модел се очекува за 3 или 4 години. Постои шанса да обстанат и двете, бидејќи според некои најави, идниот Clio, кој ќе биде лансиран пред тоа, ќе биде достапен и во бензинска и во електрична верзија. Најголема дилема, барем за сега, постои за наследникот на Stepway верзијата на Sandero, за која се одскоро се мислеше дека ќе се издвои како засебен модел и ќе стане вистински мал кросовер, но тоа може да бара поголеми прилагодувања на целокупната стратегија на групата и заради поголемата цена да се загрози неговото сегашно пазарно присуство, кое сочинува 2/3 од вкупната продажба на Sandero во Европа. Како и да е, одлуката за ова мора бргу да биде донесена, бидејќи конкуренцијата не спие. Холандскиот DAF одбележува значаен јубилеј – 75 години од почетокот на производството на сопствени камиони. Темелите на компанијата, чија историја е проткаена со долга низа иновации и револуционерни технологии, се поставени во 1928 година на почетокот како работилница за поправка на возила. Набрзо потоа се започнува со производство на приколки, чија карактеристика е заварената конструкција, што ги прави полесни од другите на пазарот. Успехот продолжува со конверзија на камиони на Ford со теренски погонски систем, кој подоцна е искористен за првите борбени возила. Втората светска војна прекинува се, но вермињата после неа се поголема прилика за DAF. Согледувајќи го недостатокот на тешки возила потребни за обнова на разрушената Европа, компанијата започнува со развој на сопствени камиони. Првата серија, лансирана 1949 година, имаше носивост од 3 тони, а само после неколку месеци следеа модели со поголема носивост и изведби за тешки терени. Експанзијата на гамата беше незапирлива и за кратко време DAF се разви во производител на камиони, кој во понудата имаше за секого по нешто, вклучително и холандската армија.
Токму заради низините нарачки, после само 6 години се достигна бројката од 10.000 пласирани возила, што представуваше подем да се стартува со производство на собствени дизел мотори. Денеска DAF е дел од американската група Packard и лани произведе рекордни 70.000 камиони. Сигурно некогаш заглавени во сообраќајниот метеж сте се запрашале како цивилизираниот свет ги решава проблемите со хаосот на раскрсниците. И тие имаат маки, и тоа поголеми од нашите, но и алатки како што е оваа графичка симулација, дело на еден словачки тим кој развива видеоигри. Со помош на вештачка интелигенција може да се конфигурираат секакви видови раскрсници според изведбата, бројот на лентите, поставеноста на семафорите и што уште не. Се додаваат и сообраќајните текови и густината на возилата и сето тоа се тестира во услови какви што приликите дефинираат. Програмата дозволува и внесување реални податоци од терен, вклучително и мостови и трамвајска или железничка пруга. Придобивките од ваквиот пристап не треба посебно да се елаборираат. Проблемите не само што лесно се анализираат за да се изнајде решение, туку може и да се предвидат до најситните детали. Се што треба е само знаење, трпеливост и секако моќен компјутер. Планирано е оваа сообраќајна симулација покрај англиски и словачки да биде локализирана и на 10 други јазици, од германски преку руски и турски до кинески и јапонски. Кија започна со освојување на уште една пазарна територија. Туку-што представениот пикап Tasman е прв на компанијата и на Hyundai групата со крута шасија. Развиен е да се справи со најтешките предизвици, заради што и изгледот му е таков. Брутален, со масивен преден дел, кој го карактеризираат вертикални светла, практично поставени на предните крила. Коцкастите отвори за тркалата се заштитени со дебели пластики, како и страничните прагови под профилираните врати. Ке доаѓа со две изведби на кабината и класичен или камионски товарен дел со платформа чии страници може да се отвораат. Според димензиите, директно ќе ги напаѓа Ford Ranger, Toyota Hilux и сличните на нив, а по капацитетите и ќе ги надминува. Носивоста му изнесува до 1200 килограми и може да влече приколка од 3,5 тони. Внатрешноста не остава впечаток на работно возило и на прв поглед импресионира со деталната обработка. Ослонувањето напред е независно со двојни попречни рамења, додека задната оска е со класична, но издржлива конструкција со лиснати пружини. Моторната понуда ќе биде различна за пазарите каде ќе се нуди: Јужна Кореја, Австралија, Африка и Блискиот Исток. Бензинскиот турбомотор со директно впрзгување, кој има 2,5 литри и 281 конјска сила, ќе се спарува исклучиво со 8 степена автоматика, додека 2,2 литарскиот дизел со 210 коњи ќе може да се добие и со 6 степен мануелен менувач. Погонот може да биде само на задните или сите 4 тркала со редуктор, зголемен клиренс и 4 теренски режими на возење. Планови за продажба во Европа или Америка нема, но не е ни демантирано дека не се разгледуваат такви можности. Мерцедес како да ужива да ги нервира своите љубители. Откако започна да ги опремува моќните AMG модели со 4 цилиндри, сега повторно ги провицира со погонската механика на идната генерација на CLA. Според извори од автомобилската индустрија, оваа купе лимузина која ќе се појави идната година ќе има 2-литарски мотор произведен во Кина. Патот како тој ќе стигне до неа малку е комплициран и започнува од соработка
врската која германскиот производител ја има со Рено. Имено, за да се намалат трошоците за развој и производство, одлучено овој турбомотор да биде позајмен од нив. Но французите веќе го имаат реорганизирано своето производство на агрегати со внатрешно согорување во заедничка компанија со Geely, во чии капацитет во Кина е предвидено тој да се произведува. За да се осигура дека се ќе биде во ред, Мерцедес има учествувано во неговиот развој, а системите за прочистување на издувните гасови ќе се вградуваат во Германија. Така на купувачите им останува само да бидат задоволни од неговите 250 конски сили, кои веројатно ќе бидат дополнети со уште некоја од 48 волтниот благ хибриден систем, чиј електромотор е интегриран во менувачот. Ваквиот сплет на настани не треба да изненадува од повеќе причини. Имено и основните верзии на сегашната генерација на CLA има мотор од Рено, чии компоненти до душа се произведуваат во Шпанија и Велика Британија, а самиот агрегат се склопува во Германија. Друг, можеби и позначен фактор е што Мерцедес веќе има длабоки релации со Geely, кого му го отстапи производството на Smart. Исто така, не треба да се заборави и дека основачот на кинеската компанија Ли Шуфу е собственик и на скоро 10% акции во Мерцедес. Покрај со овој агрегат, идната генерација на CLA треба да биде понудена и со плагин и чисто електрична верзија. Во план секако се и AMG моделите. Рака на срце, со децении Мерцедес за своите модели од пониските сегменти се подпирал на туѓ инженеринг, поточно на Рено. Веројатно тоа добро му проаѓа, па таа политика ја продолжува. Старата поговорка вели, додека има овци, ке има и волна. Но има и уште една што им оди на полза на овците, а таа е и волкот сит и овците на број. Се гледаме следната сабота.